Во следните 30 дена ќе почнете да гледате на љубовта со поинакви очи. Наместо да ве привлекуваат големи ветувања и силни зборови, ќе почнете да ја цените тишината, доследноста и чувството дека некој навистина е тука за вас. Во последниот период, можеби премногу внимание посветувавте на обврските, работата или иднината. Толку долго се трудевте се да биде под контрола, што понекогаш заборававте дека и срцето има своји потреби. Во деновите што доаѓаат, животот ќе ве потсети дека успехот е уште поубав кога има со кого да го споделите. Ако сте слободни, можно е да се појави личност што на почетокот нема да ви изгледа како некој што ќе ви го промени животот. Но со секој нов разговор ќе откривате колку мир и искреност носи во себе. Ќе сватите дека најсилните чувства не секогаш се раѓаат од првиот впечаток. Ако сте во врска, следните недели ќе бидат можност повторно да изградите уште посилна доверба. Ќе разговарате за иднината, за плановите и за соништата што ги делите. И токму тие разговори ќе ве потсетат зошто сте го избрале токму тој човек. Можно е некој да се обиде повторно да стане дел од вашиот живот. Но овој пат нема да одлучувате со емоции. Ќе ги гледате постапките, а не ветувањата. И тоа ќе биде една од вашите најголеми победи. Во овие 30 дена ќе сватите дека не мора секогаш вие да бидете силната страна во секој однос. Имате право и вие да се потпрете на некого, да побарате поддршка и да покажете како навистина се чувствувате. Тоа нема да ве направи послаби. Напротив, ќе ве направи поблиски со луѓето што навистина ве сакаат. Можно е да добиете и убаво изненадување поврзано со љубовта. Тоа нема да биде нешто спектакуларно, но ќе биде доволно да повторно поверувате дека убавите работи доаѓаат тогаш кога најмалку ги очекуваме. Кон крајот на овој период ќе почувствувате дека повеќе не сакате половични односи. Ќе знаете што заслужувате и нема да се плашите да го чекате токму тоа. Наместо да брзате, ќе изберете квалитет пред минлива возбуда. И љубовта што вреди, никогаш нема да ве натера постојано да се докажувате. Таа ќе ви даде чувство на сигурност, почит и мир. Токму тие 3 нешта се темелот на секоја врска што трае. Во следните 30 дена, дозволете му на срцето да се отвори малку повеќе. Не мора за секогаш се да биде совршено и спланирано. Понекогаш најубавите љубовни приказни започнуваат во моментот кога ќе му дозволиме на животот самиот да не изненади. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеова, притиснете лайк, претплатете се на каналов и секое добро до наредно слушање.